Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Микица, знаеш ли зашто го одбележуваме 9 мај, а? Појма немаш. Денот на Европа и денот на победата врз фашизмот. Епа Мики, затоа тргаме од тука. Споменикот на ослободителите на Скопје кон зградата на ЕУ. И да видиме што ќе ни кажат граѓани. Што одбележуваме на 9 мај? 9 мај, денот на Европа и денот на победата на фашизмот. Што представува за тебе 9 мај? Нормален ден за мене. Ден на победата Така. над фашизмот. Денот на победата над фашизмот. Дан на победа над фашистичка Германија, на нацизмот и на све оно што е лошо. Што е позначаено? Денот на Европа или денот на победата врз фашизмот? Што мислиш? Валя на фашизмот. Па на Двете се значени. За нас е поважен денот на победата. Над фашизмот. Победата на фашизмот. Победата на фашизмот. Двата црвени. И двете. Па и тоа, на фашизмот. Така е. Победа се знае. Денот на победата е најзначаен. Денот на Европа е појма немам што е тоа. Денот на победа врз фашизмот. Зошто повеќе младите ја гледаат иднината во Европската унија? Ради пари. Да? Ради пари, бољи живот, поубави женски. Се надеваат за подобро. Добра иднина вајда. Не знам, тоа не е мој личен став. Па затоа што поперспективно е, чекаме подобро утре. Па затоа што е лоша економската состојба во државата. Поголеми можности, нели, економски. Пошто поиша пари се брат, за Да? да работа. Слободата, парите се вид на слобода, ама нека ти е и роб да си зна парите. Не ни проблем. Така. Дали мирот и единството на Европа се загрозени од агресија на Русија врз Украина? Што мислиш? Не. Се е загрозено. Европа е колку толку сплотена, без разлика на сите различности. А не ги знаел искрено. Дека е загрозено, се разбира дека друго е па било се мирно, друго е кој има некада агресија. Па не би требало, ама може да се каже. Не. Не? Не. Дали фашизмот е победен во 1945 или треба да го победиме неофашизмот? Што мислите? Мислам дека уште водиме војна против фашизмот. Така? Мислам дека е победен. Неофашизмот е рецидив на фашизмот. Преостанале, а тоа се многу помали групи претпоставам него што биле порано. Вајда масивното е средено, ама тоа што е вајда мало, тоа вајда да го спречиме да не се шири ако има. Треба се доповеди. Одбрава се победи, нормално. Па треба да се допобеди неофашизмот. Дали избориве ќе ни помогнат да се доближиме до целта, членството во ЕУ? Да. Не верувам. Тешко е. Се надевам дека ќе се вразумиме дома и дека единствениот пат ни е кон Европа. Меѓутоа, без Европска Унија ми се чини дека ние немаме просперитет. Па не знам дали било што ќе помогнат изборите искрено. Може, зависи што барање ќе имат. Да се преголеми, да јаме да не паднем. Не верувам. Не? Јас би сакал да биде така, ама дали ќе биде така не знам. Сакам да колку побрзо влеземе во Европа и да младите имаат простор да може да се движат. Зависи кој ќе победи. Се надевам, ама Тешко, 33 години се обидуваме, ама ништо. Дај Боже да помогне. Јас се надевам, знаете, секоја промена носи и добри и лоши работи. Се надевам. Не, нема да ни помогне. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.